Општина Газибаба во соработка со АД Водостопанство од денеска па во наредните 2 месеца ќе спроведе акција за чистење на Страчинскиот канал, кој е нефункционален и неуреден после поплавите кои го зафатија овој регион во 2016 година. На потегот Брњарци, Страчинци, Виничец, Решево, Булачани и Раштак ќе се чистат речните корита и ќе се уредат сите суводолици, за да се овозможи безбедност на обиколницата и да се овозможи употреба на земјоделските површини и земјоделските патишта кои се нефункционални и се надвор од употреба. Од 6 август овој канал кој што би требало да собере голема количина на дожд, на жалост не е ниту во функција, комплетната бетонска брана е изфрлена и комплетниот канал е надвор од функција. Земјоделските површини и од едната и од другата страна не се функционални. Земјоделските патишта кои што треба граѓаните да ги обработуваат нивните ниви исто така не се. Значи, ние денеска почнуваме со чистење на каналот, со ставање на локалните патишта комплетно во употреба, кои што ќе треба граѓаните да ги имаат и нормално, она што на крајот го реков, комплетно чисто сигурно решение околу безбедноста во наредниот период кој што ни следи. Градоначалникот Георгиевски информираше дека се обезбедени средства од Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на урбанистичка документација и техничка спецификација за изградба на нов оподен канал на северната обиколница, со кој ќе се обезбеди безбедност на патниот правец од Хиподром до Бутел. И сите води од Скопска Црна Гора ќе одат во новиот оподен канал и ќе се влеваат кај Рачиново. Исто така до Советот предложено е и усвоено Скопска Црна Гора да се прогласи како планина со ерозивно подрачје, а побарано и од владата оваа одлука да се усвои. А потоа ерозивниот простор од 300 хектари да се пошуми, да се забрани сечата и постоечките корита и брани да се стават во функција, со цел да не се повтори поплавата од 6 август 2016 година. Исто така градоначалникот апелираше до граѓаните каналите да не се користат како депонии за ѓубре. Ако е потребно, ќе се постави привремена депонија со специјални контейнери, кои потоа ќе бидат однесени во Дрисла. А посочи и дека ќе се води грижа за каналскиот систем и сите реки кои ќе се влеваат во ободниот канал да бидат чисти, функционални и ефикасни.